Она зашто најмногу се дискутираше за време на политичките кампањи, по денот на гласање и до моментот на избор на новата влада во земјава, Законот за јазиците почна со реализација. Настојувањето на албанската заедница преку своите политички застапници, албанскиот јазик да биде втор службен во земјава и да се користи во сите институции на цела држава, веќе е договорено, што покажува последната изјава на тетовската градоначалничка и високпартиски функционер на ДУИ Теута Арифи во своето гостување во емисијата на телевизија Арт, каде изјави дека СДСМ и ДУИ го договориле новиот закон за јазици, според кој собраниски и владини седници ќе се воделе на албански јазик. Kryeparlamentari Talat Xhaferi shqip flet vetëm gjatë komunikimit me deputetët e VMRO DPMN-s, të cilët për hir të vërtetës e njohin ata vetëm si deputet e jo si kryetar kuvendi. E keni zgjidhur çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe me partnerin tuaj? Po. Do me thënë, kjo është pjesë e marrëveshjes që kemi për përdorimin e gjuhës, në ligjin për përdorimin e gjuhës, parashihet edhe udhëheqja e parlamentit në gjuhën shqipe. Do me thënë, kur ligji do të vinë në parlament dhe kur do të aprovohet nga parlamenti, normalisht që kryeparlamentari do mund të udhëheqë seancat në gjuhën shqipe, ashtu si qeveritarët në seancat e qeverisë do të mund ta përdorin gjuhën shqipe. Kjo është pjesë e propozimit dhe e ligjit për gjuhën për cilin kemi marrëveshje. Кога законот ќе дојде во парламентот и кога ќе се изгласа од парламентот, нормално дека председателот на собранието ќе може да ги води седниците на албански јазик, исто и функционерите на владините седници ќе можат да го користат албанскиот јазик, рече Арифи. Талат Xhaferi како нов спикер во парламентот уште првиот ден од председателското столче зборуваше на албански и ја почна првата седница, што го најави она што сега Арифи само јавно го потврди. За сега нема други детали околу законот, освен озаконувањето на водењето на седниците на албански јазик. Останува отворено прашањето дали ДУИ ќе добие двојазичност на цела територија или Ахмети ќе се задоволи со помали отстапки. Функционерите на ДУИ веќе не споменуваат униформи на албански јазик ниту менување на банкнотите, но до кога останува да се види.